Добро вечер, почитувани гледачи. Мнозинството во парламентот многу брзо ќе преземе одговорноста за состојбите и во собранието и во државата. Нова порака од СДСМ и денеска. Велат имаат тактика, но никако да соопштат кога и како сето тоа што го кажуваат и ќе го реализираат. За прв пат од конститутивната седница, односно од собраниската говорница во парламентот, ВМРО ДПМНЕ повикува и апелира на нова лидерска средба. Во меѓувреме јасно е дека се тенчи трпението на меѓународната заедница по Вашингтон, денеска и Европа со порака за можни санкции со кои би биле таргетирани одредени македонски политичари. Психолошката војна во нашава земја овде дома веќе се ближи до својот пик и сега би рекла за мене едно од клучните прашања е дали ќе успееме да го зачуваме разумот и мирот во нашата Македонија. На овие теми во студиото вечерва на телевизија 24 мои соговорници се од мојата лева страна Никола Димитров, поранешен амбасадор и советник за национална безбедност. Добро вечер. Добро вечер. До мене е колегата Љупчо Зиков. Здраво, Зиков. Добро вечер. И Сулејман Рушити, поранешен министер за образование и пратеник своевремено. Господа, добро вечер. На стартот од дебатата би ве замолила, доколку сакате, да ставите подпис на петицијата што ја покрена родителите на децата воопшто за подобри права на лицата со посебни потреби. Па еве Димитров од вас би почнала, повелете. Со задоволство. Ставете подпис, па податоците подоцна ќе ги пополниме. Нека биде ова наш придонес како медиуми. Повели Зиков. Да. Нешто конкретно корисно. Да, разочарувачки беше податокот дека многу бавно се собираат овие подписи што се потребни за иницирање на законски измени, но се надеваме дека луѓето ќе успеат во оваа нивна човечка битка, би рекла. Ви благодарам за подписите. Ја најавувам дебатата, краток блок на реклами, па го стартуваме дебатниот дел. Се враќаме во студиото, почитувани гледачи, ја стартувам дебатата, ќе почнам господа со еден цитат денешен. Вака вели: голема е загриженоста и фрустрацијата на земјите членки и на институциите поради долготрајниот политички ќорсокак во земјата. Меѓу другото, пишува денешен Шпигел. Тоа е она што го најави во воведот практично и Европа некако најавува форми на можни санкции во неколку вида. Шпигел пишува, така беше Зиков, забрана за патување, блокада на сметки, па дури се оди до онаа ригидност да се блокираат дел од парите од преку предпристапните фондови. Оваа порака следува, што ја пренесува Шпигел, како следува од како и Вашингтонова го порача минатата недела. Димитров, со вас да почнем. Дали меѓународната заедница веќе ни испраќа јасни и гласни пораки дека ова сценарио во срцето на Балканот, во земја која сака да биде евроатлантски аспирант и може да и се случи ова? Апсолутно е. Прилично јасен и гласен сигнал. И често заканите или предупредувањата од санкции се исто мерка, како што се и самото воведување санкции. Пораката од Вашингтон беше многу сериозна, која што укажа дека политичарите кои што го блокираат демократскиот процес ќе бидат земени на одговорност. Да. Таму процесот е поедноставен, бидејќи нема многу земји кои што треба да се согласат. Се разбира дека има определена процедура и таа мора да се извози и да се исподшитува. Еден сигнал што мора да го земеме предвид. Сите ние како јавност, а особено политичките лидери на кои што се однесува. Не може во Европа, незамисливо е во очите на демократскиот свет, да не може да волку долго време мака да мачиме со мирен трансфер на власта. Ние нити сме во Африка, нити сме во 60-тите, 70-тите години во Латинска Америка. Ние самите немаме ваква традиција во нашата историја од независноста и плурализмот. И ова не руши во очите на демократскиот свет и истовремено начинот како тоа се прави, чепкајќи, нели они велат, не си игрете со оган. Да. Претварајќи го барањето за одговорност, на некој начин бегајќи од одговорноста,
преку удар во најболното и најранливото, а тоа се меѓуетничките односи. Да. Отворивте повеќе прашања, коментар, намерно праша во срцето на Европа, можно или ова е само некој предупредувачки вокабулар или сигнал од меѓународната заедница? Па, предупредување во моментот може така да се сфати дека ова е порака со предупредување, меѓутоа ова е и најава, заради тоа што кризата нити почнала пред месец дена, а како што гледаме нема ние да заврши, туку почнала подолго време. Нашата криза ги помина сите оние предфази што требаше да бидат како, да речеме, како укажување, како нешто, како став. Или ние баравме став од Европска Унија да се произнесе, па став од State Departmentот. Очекувавме и го добивме. Од сите можни званици во Европа добивме став. Значи, од пониско кон повисока, на крајот и неформално дојде и од Карл Билд, кој е неформално и многу влијателен во Европска Унија. Од тоа. Така да, кога сето ова се исцрпува, а имате ситуација во Македонија, знаете, нашата ситуација во моментот е сите ќе умреме, ама јас последен. Не има киднапирано политичката врхушка и тоа е како во еден американски акционен филм. Го зимате пленот и со пиштолот на глава му стоите сега цело време. Сега следува ова епизода. Моја проценка е дека ако нема разврска оваа криза, дека ќе се оди длабоко со тој тип на санкции, значи и нема да се застане веројатно и на само такви санкции, заради тоа што, знаете, некои криминали кои се правени во годините на назад, за кои е надлежно и СЈО во Македонија, имаат и меѓународен карактер, значи веројатно ќе се отворат и таков тип на криминали. Некаде можеме да сретнеме дека и неколку големи инциденти кои завршија со жртви во Македонија, како Диво населје, како Смилковско езеро, ако тоа се отвори исто така, за очекување дека нешто од тоа ќе се отвори, тие имаат меѓународна компонента, регионална компонента, тие имаат и луѓе кои се актери во целата работа кои се надвор од Македонија. Значи може нешто и по меѓународна линија. Следот на работите, знаете, прашањето беше дали е ова закана или е сигнал, вокабулар. Ова што сега доаѓа, ова е, знаете, ви укажуваме, пазете што правите, ве гледаме, подготвени сме и тој процес да го отвориме. Значи, македонските политички актери во случајот во врвот на власта која е сега, во ВМРО ДПМН, мора да бидат свесни за оваа работа, дека возот оди во тој правец и дека не се знае кога ќе излете од шините, од нивните шини кои тие си ги проектирале дека треба да бидат прави. И сосема очекувано, мислам малку задоцнето од нашата гледна точка, поради тоа што мислам дека и State Departmentот и Европа има пораки. И мислам дека доста се надева после пораките дека ќе се вразумат локалните киднапери на власта. Мислам очекувано е поради тоа што меѓународната заедница има доста инвестирано во Македонија, да Македонија станува на некој начин модел за регионот, нели? И за, ако сакате, и за меѓуетничките односи, да биде дел не само за регионот, туку и пошироко, да можат да функционираат мултиетничките општества во една држава. Сега, лично сметам дека последното што ќе го дозволуваат е Македонија да станува модел за безвластие, односно да станува лош модел. Замислете сега во регионот, после секои избори, да мачат мака со сите земји во регионот, трансферот на власта да биде вака со голема енергија, потрошување и со на работ на дестабилизација. Тоа е прво. Второ, мислам дека не може да дозволуваме ние, а особено не можат и нема да дозволуваат Европската Унија, односно меѓународната заедница, да во третиот дел на, конкретно во последното Пржинскиот договор, да они нема да бидат неутрално, односно да не укажуваат влијанието кое треба да укажуваат за истото што го мислам, истото во врска со постанување на модел. Мислам, Македонија не може, односно нема да се дозволи Македонија да станува првата коцка во еден домино ефект во Балканот, кај што
сите криминални групи понатаму ќе формираат политички партии, ќе киднапираат власта и ќе се повикуваат на демократија. Или, упростено, и ова последно ќе биде за ова, упростено, кој ќе ги убедува другите политичари во, еве да речеме, во Романија, кои сега лежат во затвор, поради можеби многу помали дела од некој што слушавме дека треба нашите политичари да одговарат. А кој ќе ги убедува Иво Санадер, да речеме конкретно, да лежи в затвор, ако во една друга земја, по-јужно, во Македонија, политичарите ќе се повикуваат на гласови и тоа ќе им биде доволно да се има доживотна амнестија. Да, повеќе тези. Уште малку сакам во дело да се здржиме. Слушайте вели за доцната реакција. Имаме ли за доцната реакција од меѓународната заедница? Дали може би се очекуваше малку поагресивно нејзино мониторирање, да го кажам, или вклучување во сето ова? Дали предолго се остави оваа криза толку длабоко да влезе, што еве пред да влеземе во студиото, заедничка констатација беше до кога ова вака неодржливо е веќе? Во принцип, првите месеци, сега има неколку фази на меѓународниот ангажман. Доста месеци изгуби пред се Европската комисија. Прво имаше дилема дали Европската комисија ќе го има досието или Могерини и незините луѓе, или службата за надворешни односи. После тоа имаше еден релативно површен пристап, третирајќи го проблемот како да е обична политичка битка меѓу две политички идеологии. Што не бе се слуша, бидејќи нашата криза е криза на одговорност, за која што сите слушнавме, иако некои партии сакаат да веруваме на нивниот збор, а не на собствените уши. И кога една планина од индиции за сериозен криминал, за изборни измами, за корупција, за злоупотреба на положба, за оценување, за гласови, за праќање инспекции, ние сликата што се создаде за Македонија е дека еден човек може да одлучи за сечија судбина. Тоа било внатре и се случувало и се обзнани преку разговорите. И ние тоа како општество мора да собереме сили да се справиме со тоа. Првичната интервенција на Европската комисија беше преповршна, после тоа влегоа подлабоко, одговорност, кризата на одговорност ќе заврши тогаш, ја не знам што е оваа фама околу избори. Така ги представуваа изборите во декември, така и сега барањата за нови избори, дека тоа било излез од кризата. Како почна кризата? Кризата не почна така. Кризата не е политички проблем. Кризата е проблем на заробени институции кои што немаат доблест и независност да се справат со ова. И ние создадовме нова институција да се бави со ова, СЈО. И тоа е редоследот. Факт е дека е невообичаено да се размислува и зборува за санкции за земја кандидат. Тоа се многу различни области. Ке се направи преседан, ке се... Иако формално правно основ има. Прво е владењето на правото, а сега мотивот е поголем поради оваа авантура, па веројатно и авантура е благ збор, мислам дека е грозна неодговорност, да чепкате по меѓуетничките односи во време кога регионот не е најстабилен, тензиите растат не само околу нас. Добро, слушаме малку и порадикални изјави сега и на... Да, и тоа веќе станува безбедносна закана. И затоа ќе бидат многу поголемо влијани и посилни рефлектори потезите овде. Да. Да додадам, значи, не може да се каже дека Европската Унија доцни со своите реакции, заради тоа што оваа криза трае 2,5-3 години веќе. И таа си има свој ред. Ред по ред си идеше. Пржино 1, па пржино 2, па имаше ситуации. Една ситуација беше пред изборите, натегање околу тоа кога ќе бидат изборите, ќе има ли избори и така натаму. Ако се вмешаше Европската Унија посилно во процесот, ние од тука ќе речевме ни се меша во суверенитетот, нели? Таа Европската Унија остава да бидете независна држава и суверена. Тоа па претпоставува дека имате одговорни политички елити. Ако ги немате, значи го имате ова што го имаме денеска.
во тој случај. Сосема друга ситуација е после изборите на 11 декември. Ние имаме од политички распоред имаме сосема јасна ситуација што треба да се прави во Македонија и сега културолошки, политички културолошки ова е туѓо за Европската унија. Ја не мислам дека има некаков пример во последните 50 години, да речеме од Втора светска војна наваму, каде што имате ваков политички проблем. Каде што имате еклатантно прикажано мнозинство во парламент кое треба да направи влада, а власта која е во моментот која треба да си оди со мирен трансфер на власта, да го суспендира едниот дел од тоа мнозинство, да го направи ништовно и при тоа да е тоа малцинство во државата, значи зборувам за албанскиот дел да речеме, да се повика дека сега јас го парафразирам проблемот како ја го разбирам, да се повика на тоа дека тоа малцинство уствари спрема опасно сценарио за Македонија и да му понуди на мнозинството кое од својата етничка група да му понуди помош да направи влада и да тоа. Значи, тоа е чиста федерализација ако збориме по тој основ. И сега во тој момент, во овој момент Европската унија веројатно се штима целиот овој период после 11 декември. Затоа велам, друг квалитет има кризата сега. Сега веќе кризата е опасна. Значи во тој дел по уредувањето на државата. Која е смисла опасна? Ајде тоа сега следно моје прашање да биде. Значи дали ние сме сега во некој момент на можна опасност од загрозување на внатрешната стабилизација на земјава? Знаете што, еве тука само да продолжам и ќе завршам во овој дел, оти тоа сакав да го кажам. Значи, имате ситуација во која мислам дека меѓународната заедница, вклучително и тивкиот State Department, значи тој е сепак потивок од Европска унија во оваа фаза на кризата, иако се јавува со јасни соопштенија, имате ситуација во која они следат сега до каде може да оди оваа владина структура. Мислам дека оваа владина структура, така наречената влада во моментот и така натаму, малку се преидени од реакцијата на опозицијата и на СДСМ, бидејќи веројатно тие очекуваа налик на 24 декември, па луѓе на улица, па малку безредие, очекува и да одговорат адекватно на тоа, нели, адекватно со ова. Сега се преидени заради тоа што немате таква реакција и тие мислам дека се безидејни во тоа што да направат. А меѓународната заедница го следи процесот и заради тоа веројатно ќе Анета ти ќе го веројатно ќе го прашаш тој со Вуковски. Мислам дека толку време се потрошија сега во парламентот и сега бараат ајде сега да седнеме. Добро, ајде да видиме дали е тоа толку наивно, ајде сега да седнеме. Значи прашањето за сите дали Јас мислам дека тоа не е воопшто наивно. Значи ако го следиме пиарот на ВМРО, целта од после значи изборите им била и се уште име да бидат дел од масата, значи да бидат дел од преговори, поради тоа што они знаат дека ова ситуација нема излез. Да речеме, мислам дека е блоф изјавата дека сакат избори. Поради тоа што пак изборите ќе продуцират иста или слична состојба. Мислам дека уште полоша за ВМРО ДПМН, поради тоа што не знам, можеби во следните избори овие 67 пратеници, односно партиите кои се подписнички на ова парламентарно мнозинство, можеби на друг начин ќе пристапат кон изборите. Или па ако пак албанските партии пак идат значи како посебни партии на избори, пак мислам дека со ова реторика, односно со ова последна историја на однесувањето на ВМРО ДПМН, мислам дека пак ќе се сведеме на тоа дека ниједна албанска политичка партија нема да влегува во преговори више во ДПМН. Зошто? Поради ова одлуката на албанскиот гласач. Не зборувам, сакам да ги дистинцирам политичарите и гласачот. Значи пораката е јасна. Сега мислам дека е блоф дека сакат нови избори. Единствената цел им е да бидат дел од преговарачката маса. Да останат на маса во игра. Ова е логика киднаперска. Не можете ништо друго ако јас не сум дел од преговори. Сега преговорите што би биле во овој случај? Би биле само амнестија за 23, која не знам дали има некој мандат
од мнозинството парламентарно во име на граѓаните да амнестира некој политичар. Мислам дека отвараме други врати на уште потемни теми во Македонија. Затоа мислам дека лично сметам дека преговарачката маса, лидерска средба што ние го нарекуваме тука, во овој момент би бил погубен за Република Македонија, пред тоа што кризата уште повеќе ќе се продлабочува, пратениците од парламентарното мнозинство немаат право да бидат да ја киднапираат па они судството. Не може ни еден пратеник да одлучува за амнестија на некој друг пратеник, односно политичар. Сакаш? На брзина, ако ми дозволите. Прво мислам дека е исклучително сериозна ситуацијата. Ние имаме суверенитетот на граѓаните е згазен на 700.000 гласачи. Уставот е прекршен експлицитно и недвосмислено. Председателот Иванов е должен да го даде мандатот штом се констатира парламентарно мнозинство. Точка. Се друго понатаму прави преседан со исклучителни ризици, утре било која може да го прави. Под било кој предтекст. Второ, решенијата што ги нуди, јас го велам Груевистан, бидејќи мислам дека под името на одбрана на Македонија всушност се брани државата како моја приватна прчија, во која што ја одлучувам за личната судбина на секого. Едната варијанта ќе правиме малцинска влада со поддршка на ВМРО ДПМН, води во огромна криза. Што ќе прават тогаш албанските партии? Да. Може да си направат своји избори. Речено, така? И влада. Второ, се расправаме со Америка, која што упорно повторува, пазите, ние, светот ни вели, почитувајте си го Уставот. Уставот на Република Македонија, од Брисел и од Вашингтон и од Берлин добиваме пораки да го почитуваме ние. Втората варијанта да има нови избори, во идеалното сценарио за Груевски, еве нека добија 70, 90, 100 пратеника од 120. Он со ваква реторика етничка нема никаков коалиционен капацитет. Ни една албанска партија, тоа ќе биде самоубиствено, пред се поради електоратот. Значи он ќе победи, ама нема да може да владее со мултиетничка Македонија. Затоа судбината на Македонија и политичката иднина на Груевски се две неспоеви работи. И одејќи по тој пат и последно многу на брзина околу платформата, не знам дали подетално ќе разговараме. Да, спомнеме, да. Може да допреме. Дури да е точно дека таму има работи што не можат да се наметнат од една заедница врз сите други, кои што треба да разговараме, за кои што можеби треба да воведеме меѓународна експертиза и така натаму. Дали е начин одбрана од такви тешки прашања, мобилизација во нашиот двор визави дворот на другиот? Ја можам да дебатирам дали беше тајмингот најсреќен, дали беше целиот процес вешто организиран за платформата. Меѓутоа, како ќе се поставиме ние и што ни е целта за Македонија? Дали одбраната ние сме тука без вас и визави вас, без разлика на мотото, факт е дека тоа е во еден етнички двор. Или и ќе оставиме државата на таква ветрометина да нема ни една институција која што функционална. Ние немаме легитимна власт. Едниот се само укина, локална самоуправа скоро истекува, собрание не можеме да конституираме, дури да е реална таа опасност. Мудар човек, кој што се грижи за својот народ и својата држава, ќе ги амортизира овие прашања низ институциите. Нема да ја остави државата на ветрометина, да ја бранат, не знам, ја не сакам да судам за тие луѓе, меѓутоа со чукање во гради, знаете, површниот национализам секогаш директно ги поразува националните интереси. Ние мора да го гледаме резултатот. Каде сакаме Македонија да биде за 5 години? Како ќе се владее? Да, но според сегашното што се кажува, ние сега во моментов ја бараниме унитарноста, пошто бидејќи е загрозена унитарноста на државата, сувереноста, ние сега тоа ни се случува. Во договорот, нешто што не е многу во јавноста, само на кратко. Стратешкиот договор што го имаме во Америка, кога не успеавме да влеземе во НАТО во Букурешт 2008 година и после тоа имаше тој тип на поддршка, нели?
една од точките е дека Америка ја гарантира унитарноста на Македонија во овие граници, во мултиетничко општество. Која е таа логика сега, ние како ќе ја браниме таа унитарност, делејќи го народот на етнички македонци и етнички албанци? Каква е таа логика ќе ја браниме унитарноста, а промовираме федерален принцип, победник со победник, анулирајќи го уставот кој што вели суверенитетот произлегува од граѓаните? Тоа е само плашење и користење на бабарогата, позакана сме, за некако ова да го разместиме, фигуриве да ги разместиме, нова партија да играме, бидејќи партијава сега што ја играме, ама нема излез. Идеалното сценарио за нив ја поразува Македонија. Сосема согласувам, значи унитарноста на Македонија не е доведена во прашање во ниедна варијанта, освен во оваа варијанта која сега се прокламира деновиве по улиците на Македонија. Значи не можете да суспендирате еден народ, народност, заедница, како веќе не се вика тоа во уставот на Република Македонија. Значи, дел од народ. Значи, ова сега што се прави, ова е суспендирање на еден дел од народот. Значи, не можете вие, имаат албанците во Македонија на изборите на 11 декември кои се одржаа во Република Македонија, си имаат своји представници, имаат број пратеници кои решиле да влезат во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз и прават мнозинство на парламентот на Република Македонија. И со таа иста платформа преговара со ВМРО ДПМН. И сега за тоа сакам да кажам, значи единствениот греф што се случува тука е и на што се потпира целата политичка доктрина на ВМРО ДПМН во моментот е тоа што тие се сликаа во Тирана. Тие можеа да отидат да не се сликаат во Тирана. Се сликаа пред да преговараат со ВМРО. Да. Тогаш не беше проблем сликањето. Ја го коментирам делот што сега они реагираат. Значи, еве и нека значи не може да ви биде фотографијата што ја гледате вие со Еди Рама, сите лидери. Значи, тоа да ви биде ваш политички аргумент да вие сега го правите, го проблематизирате парламентарното мнозинство и да кажете дека тука има антидржавни, антиуставни елементи на поделба. На крајот на денот, ако сакаме со тој паритет да играме, тогаш најде да видиме колку пати Македонија и оваа влада се мешала во внатрешните работи на околните држави во последните неколку години. Што е со темелко релациите и со Пустеци, со Мала Преспа, ние од таму носевме контингенти гласачи во Македонија, па нас Еди Рама не ни рече дека ни се мешате во внатрешните работи, ни ги зимате луѓето. Пасоши се делат. Контакти со бугарските македонци таму. Ако сакате со Грција, што правиме цело време и ние таму нели бургијаме во тој дел. Значи, меѓутоа јас сум за тоа да не се води расправата на таа тема. Денеска 21 век, ова е жива материја, границите се меки, сите ние сме тргнале према Европска унија. Значи ние односи мора да градиме во тој дел. Јас сакам да расправам за содржината на платформата, за тоа можеме да дискутираме. И заради тоа велам, треба да се направи мнозинството, треба да се направи влада, а потоа таа влада ќе подготвува закони, ќе ги предлага на парламентот и потоа за секој закон посебно ќе решаваме ние од тој момент. Јас мислам дека за жал ние сега темите ги диктира во моментов ВМРО ДПМН и ние за жал сме влезени во нивното сценарио, па сега разговараме за стравот од платформата и ние сега као им објаснуваме дека тоа не е така. Мислам дека они знаат што има, подобро од нас знаат што има во таа декларација, пред тоа што во основа на таа декларација на албанските партии они преговараа и се договараа на некој начин. Па имаме изјави од преговарачи од ДУИ дека по сите прашања се договориле, само за СЕО немало договор. Многу дебати посветивме на ова, сакам малку да го избегнам овој дел околу платформата за содржината, бидејќи имавме многу дебати. Затоа јас мислам зборуваме за непостоечки страв, они диктираат теми, значи диктираат темата унитарноста на Македонија и сега ги плашат луѓето што значењето на зборот унитарност не го разбират. Мислам, има луѓе кои протестират на улица, мислат дека унитарноста е чиста Македонија. Сега некој ја руши таа чисто етничка Македонија. И мислам, бидејќи ако ги прашуваш што значи унитарност, они викаат дека се против албанскиот јазик. А албанскиот јазик до некаде се употребува
и во градот Скопје. Еве тука додека идевме во студио, јас прочитав неколку табли и на албански јазик. Добро, и на град Скопје самата табла на град Скопје е двојазична. Ние сме под диктирање на пиарот на ВМРО ДПМН сме влезени на некој начин да им дообјаснуваме дека тоа не е така. Значи, нема ризик. Јас можам и лично и тврдам со одговорност дека нема ни ризик од меѓуетнички тензии, па не се албанците во регионот, не се, да речеме, политичарите, ни Еди-Рама не делува надвор од сите констелации европски, амерички. Значи, зборуваме за одговорни политичари кои не делуваат од чајджилници. Мислам, така. Друга работа што е важна за ова сценарио, политиката на режимот ќе затвара вратите за НАТО членство и ти Зиков спомна Европска Македонија. Илузорно е. Бидејќи во последниот извештај комисија вели имате заробена држава, институциите не функционираат. И сега ние, не мислејќи денес утре, за 2, за 3, за 6 години од сега, сакаме овде да се гордееме малку со Македонија, да не примат во НАТО, дали членството во НАТО ќе ги зацврсти границите, сигурноста, стабилноста, а и унитарниот карактер на Република Македонија или не? Или ќе го браниме на площад, правејќи со секоја мавејќи врз меѓуетничките односи. Надежта моја за еднината на Македонија се темели на жепта за правда и на заедништвото што се роди во оваа криза. Ја мислам дека сега ние сме повеќе заедно од претходно. Ја тоа го чувствувам и лично, на улица. Посвесни, да. Посвесни сме. И нелесно паѓаме, иако за жал ова се теми кои што разгоруваат страсти, ама не баш лесно да ја лапаме таа јадица, која што се фрла сега упорно. И на крај последно, ако борбата против измислен непријател, нели кати да речеме, вежбањето упорно се прави, на крај ќе се создаде непријател. Да. Ајде околу внатрешниот и надворешниот непријател и можните потези на председателот Иванов, она што се шпекулираше деновиве околу можна воена вонредна состојба, ќе продискутираме во вториот дел. Овде ќе најавам реклами, па продолжуваме повторно со дебатата за кратко. Продолжуваме виднаш со дебатата. Димитров, со вас сакам да почнам. Венаев и како поранешен советник за национална безбедност во председателски. Така, во кабинет, во председателски кабинет. Се појави информација, форма на информација, на шпекулација, но рековме Зиков сега дека воопшто до овој момент барем не беше демантирано од страна на кабинетот на председателот Иванов, дека е можно и дека се подготвува сценарио за прогласување на форма на вонредна, односно воена состојба, па дури се отиде и дотаму со информацијата дека се подготвуваат и апсења на опозиционери и пучисти, така беше некако наречено тоа. И ова е класична ситуација на автопуч. Што значи тоа? Или аутоголпе. Главно терминот е шпански јазик, бидејќи во Латинска Америка е традиционално, нели, во светскава историја таму се случува,
кога лидер или група ќе дојде на власт на легитимен начин, преку демократски избори, меѓутоа после тоа постепено ги еродира институциите, го зафаќа просторот и не дозволува да биде сменета. Кршејќи правила, оти они сега ние немаме правила на игра. Правилата на игра се суспендирани. Процесот е блокиран. И многу интересно кога луѓе што тоа го направиле зборуваат за пуч. Нема правила на игра и нема почитување на институција. Ако е така, значи моето прашање на оваа тема беше дали може да се очекува ваков потек или команда од кабинетот на председателот, што значи постојат ли услови за тоа, како би се дошло воопшто до едно вакво сценарио? Експерти за односот со јавност обично велат грешка е кога одговараш на хипотетички прашања, ама бидејќи е важно, мислам дека можеби да се дозволиме малку да шпекулираме. Прво, уставот е јасен, иако јасен е и во член 90 околу мандатот, дека за воена состојба треба непосредна опасност од напад или напад во тек. И второ, уставот предвидува, ако собранието може да се состане, кај нас барем може да се состане, можеби со овој председавач не можат многу големи одлуки да донесат, ама барем може да се состане, предвидува мнозинство од 2/3. Значи големо мнозинство на јавноста треба да се согласи дека ние сме во некаква опасност и обично се мисли на, се разбира, на надворешна опасност. Да подсетиме дека ние немавме повлекување на тие членови во 2001 година, кога Македонија имаше едно големо искушение да ја зачува, да го зачува ова мултиетничко општество, овие граници и така натаму. Мислам дека ако луѓето што можеби се сега во кал до глуждови, до колена, до појас, ако овој тип на авантури им се мотаат во умот, може да влезат во кал и над своите глави, бидејќи за овој тип на дестабилизација не знам дали само македонски судови ќе бидат надлежни. И сега, ако уставот, ако во името на почитување на уставот се крши, ние на некој начин, абсурдот на оваа теза е дека нападјачот, бидејќи они се сега нападјачите, они се сега тие што ги узурпираат институциите, спречуваат конституирање на собранието, врз основа на нивно толкување на тоа што е опасно и нивни тези, бидејќи они не се во ситуација да формираат влада. И они велат, ние сме нападјач и ќе си прогласиме воена или водредна состојба. Многу ќе има еден ден добра серија за 5 октомври 2000 година падот на Милошевиќ. Слична ситуација се случуваше тие денови после тие избори. Чинам дека Милошевиќ реално ги загуби изборите, на теренот не геше да го признае тој резултат, му се случи улица и дома му влегоа. И дома го убедува 45 минути, затоа се напишани тони книги после тоа до денеска. Сведоци внатре што се какви драми се случувало и мораше да подпише капитулација и да се повлече од тоа што намеруваше да го прави со својата полиција. Значи, народот излезе и полицијата во еден момент, во таков катарзичен момент во тој ден, тоа го реши. Јас мислам дека Македонија нема таков, реално не сакам да мислам дека нема таков реален капацитет и мислам, сигурен сум во тоа, може би има капацитет за изолирани процеси да се случуваат. Да речеме сега, овие луѓе кои излегуваат од нив некој тоа да направи нешто, да подметнат, да испровоцираат и така натаму. Сакам да мислам дека оваа политичка елита што сега е на заминување, мислам дека нема да го употреби тој последен неизин аргумент во наводници за да остане на власт, бидејќи со тоа ништо не добива, поради тоа што ако тоа се случи, верувајте, тоа е најкраткиот пат до затвор. Значи, во тоа Никола тоа го спомна со она до глуждови и до гуша. Тоа е најкраткиот пат до затвор и ако тие имаат политичка доктрина да купат време за преговори, тогаш ова им е контра. Значи ова не би можело да биде. Меѓутоа ова е Македонија, овде све може да биде во главите на оваа власт сега што е тука. Впрочем, ние видовме во последните години дека се што ќе си посакаат и прават, нели, во овој сегмент. Не се исклучува таа можност, меѓутоа мојата проценка е дека ова нема да биде следено од народот и дури во клучниот момент нема да биде следено ни од луѓе во полицијата и во армијата. Мислам дека тогаш ќе дојде напред, мислам дека тие имаат таа проценка
и заради тоа можеби и до сега слични такви работи во последните месеци и година-две не направија, иако можеа реално и ќе го направеа тоа. Знаете, ја преска пред половина час реков дека повеќе се надеваше оваа доктрина нивна за решавање на кризата за нив, повеќе се подпираше на тоа да испровоцираат кај опозицијата и Социјалдемократскиот сојуз да излезат на улица во намера да ја освојат власта преку улицата, нели? Тие тоа го чекаа овој период и тогаш, нели, тие ќе велеа дека е легитимно полицијата да реагира, ќе подметнуваат своји луѓе внатре во опозицијата и ќе се случи тоа што ќе се случи, ќе го гушеат тој процес. Мислам дека стојам на страната на оние кои сметаат дека мудро постапи опозицијата што не излезе на улица и не направи прва да го шкрапне, нели, она шкрапалото во тој дел. Иако стојам и до тоа и во паузата зборнавме малку на таа тема, стојам до тоа дека опозицијата мора да ги најде механизмите малку поагресивно да излезе и да ја побара и на преварот, како велат со спортски речник, мора да покажат дека ја сакаат победа. Прашањето е колку може ние се уште ја нарекуваме опозиција, јас велам парламентарното мнозинство, колку и докаде може ова парламентарно мнозинство да има влијание врз сопствените гласачи. И ова е прашање. Значи, точно е, може да постапуваат мудро сите политичари, кои имат информации, кои очекуваат, не знам што очекуваат, јас лично не знам што очекуваат лидерите на парламентарното мнозинство, на кондиција да се фаќа ВМРО да помне. Мислам, они тоа можат да го терат уште 10 години, поради тоа што знаеме дека протестите се клиентелистички. Може има некој минорна група кои можеби се ксенофобични кон, не знам, албанци и други, но генерално тоа се луѓе кои се една категорија преплашени за нивните судбини, работно место и така натаму, другата се партиски војници и меѓу нив некои што е преку клиентелизам, значи се плаќа. Но од друга страна, значи имаме мнозинство граѓани кои очекуваат нивната волја, значи да се материализира, односно нивниот глас даден за ова парламентарно мнозинство да се почитува. Сега, дали и колку може, до кога може ние да се надеваме дека сите овие политички партии кои имаат мнозинство можат да ги контролират овие граѓани сега, кои се мнозинство. Ова е прво. Второ, лично сметам дека треба да бидат повеќе проактивни. Значи, ако веќе имат договор за парламентарно мнозинство, ако веќе се случува да една партија, една група луѓе која ги узурпирала институциите, која секојдневно стимулира луѓе на улици, барем ова мнозинството да одржува трибини со граѓани, да ги објаснува тезите и чекорите, да бидат меѓусебно информирани и барем да се сликат еднаш сите овие лидери да се сликат еднаш заедно поради тоа што сметаме или они се обврзувале да владаат заедно, да владаат да составува. Порака на некој договор на заедништво дека има. Ама целата идејата ми е да мнозинството граѓани бидат информирано директно за чекорите, што и како. Бидејќи нервозата не може да се контролира уште 2-3 години. Да. Граѓаните можеби ќе се организираат надвор од политичките партии, а тоа е најлошото сценарио кое може да се случува, а можеби баш и тоа го очекува ова група да после 2 години да се разрешува кризата. Нема време Македонија. Ајде, се ближиме кон крајот. Каде го гледаме излезот? Денеска е, како напишав, 17-ти ден конститутивна седница се одржува, ама за избор на таа комисија за избор и именувања, која што треба да не однесе до председател на собранието. Тоа таму е све живо и диво изблокирано во собранието. Зиков, ти некако како да почувствував дека повеќе си за оваа сегашна тактика на опозицијата, како што ја велиш, на парламентарното мнозинство, кое некако сега го доживуваме како во дефанзива да е, како нешто да чека, што вели Рушити.
Но веќе се погласни се и оние мненија дека треба да се направи нешто поагресивно и поодлучно. СДС, јас го цитирав во воведот, вели многу брзо ќе преземеме одговорноста, поодлучни чекори, имаме тактика. Веќе стапува на сцена и на сценарио, ново парламентарно мнозинство, формирање надвор од парламентот. Но на тоа неодамна председателот Ивано вака вели, доколку се посегне по тоа сценарио, ние ќе добиеме две влади, една техничка постоечката и една нелегитимна влада, што ќе биде нов политички ќорсокак. Сега, он таа што вели нелегитимна, ќе биде признаена од Демократскиот свет, и 700.000 гласачи ќе слават. Да. И ќе излезат на улици да слават. Мислам дека нема прашалник околу крајниот исход. Нема начин ние некако ова да го изместиме целосно и да заврши поинаку од тоа што го направија граѓаните на 11 декември. Го изразија својот интерес, тие интереси се испреплетоа, се испреговараа мнозинства и имаме сега една таква ситуација. Кога точно ќе се случи и каква цена ќе платиме како нација, зависи прво од ВМРО ДПМН и Иванов тука заедно. Второ, зависи од свеста на луѓето кои што ќе имаат неверојатно голема историска одговорност, през како спомна МВР, пред се МВР, дали ќе застанат на страна на партија или ќе застанат на страна на држава. Бидејќи во моментов оваа влада нема никаков легитимитет. На страна прашањето дали се пратеници дел од нив, или се министри, или вршители на должност министри. Нема легитимитет, бидејќи не се заснова на волјата на граѓаните изразена на 11 декември. СДСМ и коалиционите партнери и фактички парламентарното мнозинство се согласувано, тоа веќе не е опозиција, тоа е де факто власт, треба да биде. Значи, мора да покажат во периодот што следи, во денови, да покажат дека ја сакаат оваа победа, дека сакаат енергија да дадат, дека тоа треба да се случи. Мирно практикување на сето тоа може да биде излегување на митинг. Не е спорно ако зошто им се дава па сега само просторот на овие да излегуваат на митинг. Па ние може да излезат луѓето на митинг, еве 17 мај доаѓа. Така 17 мај е денот една година од големиот митинг кој се одржуваше пред владата на Сдружената опозиција. Добар ден да можеме да се Наместо меѓуетнички конфликт има меѓуетнички митинг. И да се соберат повторно 100.000 луѓе. Повторно да се реплицира тој митинг, да се потврди заедништвото кое е голема придобивка од изборите на 11 декември. Некој мислам дека Никола рече преге. Значи ние имаме една нова вредност после изборите на 11 декември. За прв пат во 26 години независна Македонија имаме топлина на таа релација. Се чувствува една софт релација помеѓу етничките групи кои решија да се борат против злото наречено криминал, суспендирање на правна држава, рушење на држава и се што... И тоа е закана за старата политика, генерално. И еве сега, со овие зборови, ја исцртавме агендата на таа на тој митинг што треба да се случи, да речеме, што не најавувам ништо, не знам неофицијално, да не бидам погрешно разбран, меѓутоа може тоа да се... Може и ние да иницираме како граѓански сектор, зошто не? Ќе ви речат сега дека, знаете што, ама две толпи ако се судрат. Во ваква поларизација памтиме ние две толпи. 24 декември беа две толпи. Но не сакаме да го видиме да видиме таа слика. Ма тогаш ништо не се случи, Анета. Се собрат, так, полиција кордон ги раздели, нема проблем. Нека се случи, ние мораме на светот да му покажеме дека овде има држава и дека овде има народ со некаква свест. Значи од што се ние плашиме и од што ние се штедиме и кого ние штедиме уствари таа работа. Ние дневно тонеме во криминал, во безперспективност, во безредие, и ние сега мора да покажеме на светот и као нација на крајот на денот мора да покажеме дека ја сакаме оваа држава да биде добра држава, да биде уредена држава. Тоа се прави малку и преку улица. Не викам јас дека тоа треба да биде, не знам, граѓанска војна да се прави сега. Меѓутоа, таа улица ќе биде еден индикатор према меѓународната заедница дека тие што доаѓаат од тука да убедуваат дека треба мнозинството да ја преземе власта, дека тоа има некаков ефект. Сега, само што ќе ми дозволи господин Рушити. Сето тоа мора на крај да резултира со правење влада. Закон и постои закон дека треба да се направи влада, дека мнозинството треба да го направи да ја направи владата. Мора да излеземе од оваа Монти Пајтон ситуација. Сега значи до сега имавме не знам страв
од меѓуетнички тензии, ама меѓу кои етникуми? Така е. Не знам, дали ќе импортираме некој нов етникум па да креираме меѓуетнички. Па Иванов може да објавува, не знам, вонредна состојба. Ама ќе импортира војска, целата, мислам дека сите војници не размислуваат, не се диригирани и они гледаат, имаат семејства, гледаат вести, анализираат. Мислам, ние за жал пак ќе повторувам, во последниве месеци сме на некој начин влезени во сценарието и имаме страв од непознатото, а всушност тие кои што треба да имаат страв се баш тие кои треба да одговараат. Значи треба Иванов да има страв поради тоа што крши устав, а за кршење устав се знае што следува, па и сите други кои ги кршат и устав и закони и кои треба да одговарат. Еве, да речеме, сакаат, односно не име блеф дека сакаат нови избори. Добро, како? Нови избори, за да дојдеме до нови избори треба да се избере председател на собрание. Кој како ќе ги објавуваат изборите? Значи еве една Монти Пајтон ситуација. Второ, значи ако еве одлучуваме, што ако во една сега друга платформа да ја нарекуваме, нека не биде тиранска, нека биде, што знам, гевгелиска платформа, па сега ние бараме граѓаните преку политички партии СЕО да станува уставна категорија, плюс да имаме и специјален суд. Еве ќе одиме на избори со две нови барања, сите други барања ќе ги ставиме во умирување. Еве и албанските политичари. Платформа, Солунска платформа. Еве Солунска нека биде. Јас сметам дека албанците ќе се согласуваат во Солун да подпишуваат една платформа со две точки. СЕО да станува ова уставна категорија и специјален суд која ќе ги третира овие случаевите. Еве само две точки и ќе влеземе во избори. Дали ќе се согласува ВМРО? Мислам дека им е блеф. Единственото нешто што сакаат да го добијат е да се седнат на маса и да се добијат 23, не знам колку им е планот, амнестија. Амнестија, повторно ја споменувате. Има, можеби имало досега политички амнестии, ама нема амнезија. Мислам, пак ќе се не може амнезија треба амнезија за ова што сакаат. Да заборавиме што слушнавме, да ги заборавиме овие последниве години и тогаш може да се реши со ново медијаторство или нова пржина од тој повик што го спомнавте. Да, ајде кратко на крајот сме, сакам политичка проценка, кажавме што би требало и како би требало да се одвиваат во блиска иднина, но политичка проценка што може сега да се очекува? До кога ова вака ќе се тера во собранието? Кои би биле следните потези на опозицијата, реакцијата на се уште техничката влада? Мислам дека ние, гледате светов, ние сега зборевме дека чекавме Франција избори, ние се мислиме за еднината на ЕУ. Немаме многу време. Немаме луксус за грешки. Ние мора да почнеме да си ја градиме државата. Многу грешки направивме, не смееме пак во реваншизам. Ништо нема да направиме сега ако се свртиме против ВМРО. После ова. Ама они ќе мораат да се соочат со реалноста и да пораснат. Во името на тие 4 букви нивниот идеал Македонија. Ја мислам дека многу брзо ќе има потек од парламентарното мнозинство. Мислам дека е многу важно да бидат сите заедно во тој потек и мислам дека треба тоа многу мудро да го изиграат. Ќе добијат поддршка од демократската јавност дома и од демократската јавност надвор. Се надевам дека ќе има едно зреење кај ВМРО дека да се биде во опозиција не е страшно. И исто се надевам дека ќе има една свест дека сите ние овде заедно сакаме да ги браниме националните интереси и да се гордееме со Република Македонија. Тоа не е монопол на една партија. И ја можам, нас не треба нова емисија за тоа во мојава област, јас сум бил, нели кога бев во Америка, имавме признавање на уставното име, бев коагент во Меѓународниот суд на правдата во спорот против Грција. Овој тип на површен патриотизам директно ги руши. Бидејќи тие бараат стратегија, бараат пријатели надвор, а ние си ги бркаме. Ние последниве години особено правиме од пријателите непријатели. Да, тоа е странскиот непријател. ВМРО ДПМН мора да разбере дека
оваа криза има своја траекторија и ние веќе можеби 3/4 од таа траекторија сме ја поминале како општество, како катарза. И дека патот е тој, дека мора да дојде до промена на власта, тоа го покажаа конечно и резултатите на 11 декември, дека етничките групи во Македонија се македонски етнички групи, овде се сите подеднакво граѓани на Република Македонија, дека мнозинството е не нешто е легално, него е сосема легитимно и тоа го гледа цел свет и тие мора да разберат внатре во партијата да расчистат криминалот со долгорочноста на партијата како таква. Значи, во тој дел, тие ќе се соочат, ќе дојде време, во брзо време, мора да се соочат самите внатре во партијата со нивното лидерство, со луѓето што ги водат внатре и да си направат едни законски, практички промени во партијата што треба да биде, и таа партија и треба на Македонија треба да биде силна. Владата треба да ја прави СДСМ со своите коалициони партнери и тоа и јас исто така очекувам дека тоа ќе се случи многу брзо, јасно пред народот и тоа е тоа. Па, мислам дека мора да бидат проактивни, поради тоа што тоа е барањето и одлуката на граѓаните. Еве, трендот во Европа, односно последните избори во Франција, покажаа дека општеството, кога не наоѓа кај политичките партии традиционални, кога не наоѓа репрезент, креира, створа друго. Значи, општеството е секогаш во движење. Не е ова волјата на СДСМ да така се одредија работите, ниту нема да биде волјата на ВМРО, односно на гласачите, па уште 10 години да чекат ВМРО да се реформира. Значи, ВМРО треба да се реформира поради доброто на сопствената партија. Односно, ако не се реформира, ние кај албанскиот блок политички партии сме имале досега во овие 25 години, во моментов кога една политичка партија требаше, значи беше зрела да се реформира одвнатре и не наоѓаше сили да се реформира, па не стана. Еве имаше ПДП, која требаше да се реформира, сега не е више во сцената, па после ДПА партијата кај што јас припаѓав, исто така. Значи, општеството, ако партијата не оди во чекор со општеството, тогаш ќе се намалува, ќе нестане, нови трендови се влегуваат. Општеството во Македонија не може да биде изолирано од другите европски трендови. Ние не сме Европска унија, но сме Европа по секои други детали. Значи, особено помладите генерации кои и на ист начин размислуваат во сите трендови се во Европа. Да, тука е финишот, веќе реагираат од режија. Рушити, Зиков, Димитров, ви благодарам господа што гостувавте. Благодарам и вам. Почитувани гледачи, тука ја одјавувам оваа дебатна емисија. Ви благодарам за вниманието и на добивате.